Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство на тема сегашниот момент представува вистинскиот стандард за најдобрата верзија од себе. Во родителското патување, родителите влегуваат со едни големи семојчни очекувања, фантазии дека тие, имајќи деца, тие ќе представуваат едни мини, малечки суштества кои што ќе ги следат и на тој начин ќе создадат совршено семејство кое што ќе биде успешно, кое што ќе биде во една блажена состојба, постојано во хармонија. Меѓутоа, кога тие фантазии нема да се остварат, особено тоа се случува после вториот ден од како ќе го донесат бебето дома, почнуваат да се уриваат родителските очекувања и почнуваат родителите да се чувствуваат виновни и сметат дека нешто не е во ред со нив. Така, многу мајки се случува да се соочуваат с проблеми, да имаат со доањето, да имаат проблеми со децата, да не сакаат да спијат, да постојано да плачат. И токму поради тоа сметаат дека нешто не е во ред со нив или чувствуваат голема вина. И во смисла на тоа како може јас да не знам овај проблем со моето дете да го решам или како може ова сега мене да ми се случи. Значи, има и големи случаеви, овај голем број на случаеви каде што мајката после пораѓањето влегува во една постпородилна депресија или пак кога ќе го донесат детето дома, партнерите да почнат постојано да имаат кавги, расправи, токму заради тоа родителствување со детето, затоа што едноставно ги фаќа паника и му се рушат нивните родителски нереални очекувања, затоа што сметале во почетокот дека кога ќе се донесе детето дома, родителското патување ќе представува, значи, едно прекрасно патување каде што родителите се ќе имаат под контрола, дека се ќе оди така мазно, подмачкано, подредено, но кога ќе се случат првите проблеми, тогаш родителите едноставно значи не се во состојба, бегаат и ги фаќа паника затоа што не сакаат да се соочат со условите кои што се пред нив, значи со сегашниот момент, не сакаат да родителствуваат во сегашниот момент, туку повеќе се држат кон тие нереални родителски очекувања и фантазии. Меѓутоа, да се има дете представува едно неверојатно патување, значи постојана авантура во непознатото и родителот треба да е спремен, да сака да се соочува со сегашниот момент, значи со се она кое што со себе го носи тој сегашен моментот, со сите тие непредвидливости од момент во момент, во сегашниот момент и сето тоа да биде, значи, фокусот родителот во тој сегашен момент да го има се до 17-тата година, зашто едноставно родителот не може да знае што ќе му се случи на патот на родителствувањето. Значи, едноставно не знае животот родител што ќе му донесе. Меѓутоа, ако родителот се уште не сака да ги напушти тие родителски очекувања, додека родителствува, кои што го носат во една крута контрола за родителствувањето, за детето, и преку таа контрола, значи таа ја пренесува и во врската со детето, тој нема да сака да го прифати своето дете, нема да сака да го прифати она што се случува сега и овде во сегашниот момент и неизбежно она што ќе се случи страдање на родителот, а кога родителот почнува да страда, значи тој е предизвикан од своето его и кога е предизвикан од своето его, почнува да страда семејството, почнува да страда децата, да страдаат врските и така натаму. Значи, свесното родителство, токму поради тоа ги советува родителите во моментот кога ќе станете родители, напуштете ги своите очекувања нереални, напуштете ги своите нереални родителски фантазии. Зошто? Затоа што сега животот ќе ве носи во една сосема нова патека во која што треба да бидете фокусирани на сегашниот момент, затоа што сегашниот момент сега ќе ви биде приоритет во врската со детето. Затоа што доколку останете фокусирани на сегашниот момент, вие ќе можете да ги
вистинските потреби на вашето дете да му ги дадете. Значи, колку сте посвесни, толку повеќе се фокусирате на сегашниот момент. Значи, свесното родителство му вели на родителите, напуштете идејата, напуштете илузијата дека имате се под контрола, затоа што во суштина вие ја немате контролата. И влезете во сегашниот момент, поврзете се со суштината на вашето дете, поврзете се на начин на кој што вашето дете бара да биде видено од ваша страна. Меѓутоа, денес особено, значи, ова е потребно кога родителствувањето се повеќе и повеќе представува споредување преку социјалните мрежи, значи родителите се повеќе и повеќе се влезени во тие медиуми и авторката Шефали токму за ова дава еден пример со една мајка која што имала 5 деца, дошла кај неа, таа била вознемирена и го поставила прашањето зошто јас не можам да бидам како една од мајките на социјалните медиуми, која што и таа има 5 деца, прекрасно изгледа, прекрасно се облекува, прекрасна коса има, секогаш средена, децата и се прекрасно воспитани и така натаму. Кога и кажала дека од моментот јас кога станав мајка на 5 деца, мене животот ми е на постојана борба. Секој утро рано станувам, му припремам, ги припремам децата за на училиште, морам облека да му спремам, морам ташната училишна да му е спремам, морам оброци да му спремам, потоа да ги спретам на училиште, па другите малечките ќе станат, па со нив да му обрнам внимание, па потоа пеглање, перење, значи се нешто околу домот. Едноставно многу малку време останува за мене. Како успева таа мајка секогаш да биде средена во ноктите, секогаш да биде да има време да оди на теретана, да може да се одржува вита, да биде толку витална и во секое време прекрасно да изгледа. Меѓутоа, слушајќи го ова авторката Шефали и гледајќи ја мајката во тој момент колку едноставно била вознемирена, таа и рекла, значи, немој да се споредуваш со она што е прикажано на социјалните медиуми преку тие различни платформи. Зашто тоа се само исечоци, тоа се извадоци од еден монтиран, лажен родителски свет. Значи, тие се лажни животни искуства кои што се намерно така создадени за да создаваат вина кај родителите, за да се чувствуваат неперфектни, несовршени. Не дозволувај ти да бидеш заведена од тоа нешто и да се чувствуваш виновна поради тоа нешто, да се чувствуваш неуспешна поради тоа нешто. Зарем не гледаш самиот факт што ти успеваш да изродителствуваш 5 деца, прекрасни 5 деца, ти си една успешна мајка која што дава се од себе. Значи, ти добро се снаоѓаш во сегашниот момент, се бориш со предизвиците на животот и токму поради тоа ти си прекрасна мајка, ти си совршена мајка, совршено си ги воспитуваш своите деца, затоа што свесно си ги воспитуваш согласно со сегашниот момент. Немој да влегуваш во заблудите на нереалниот свет, на нереалните очекувања, кои што едноставно ги носат родителите во едно чувство на безпомошност, во едно чувство на вина, затоа што кога влегуваш во такви чувства, почнуваш да страдаш, а кога родител страда, страда и целото семејство. Таква какви што си, во овој момент, ти си супер мајка, која што се соочува со предизвиците на сегашниот момент. Колку се соочува со предизвиците на сегашниот момент, ти во суштина си една многу посветена мајка. И на крајот на криштата, кој кажал дека родителствувањето треба да биде совршено? Родителствувањето треба да биде свесно. Значи, колку повеќе свесно родителствуваш, ти толку повеќе стануваш совршена мајка за своето дете. Свесното родителствување им ги овозможува да се остварат вистинските очекувања на детето и да може да се види детето онакво какво што е во својата суштина.
Значи, затоа велиме дека свесното родителство е еден извонреден пристап, затоа што е отворен пристап, без страв, значи ги предизвикува сите родителски очекувања, сите родителски верувања, сите родителски ставови и не се срами од тоа, затоа што особено денеска тоа им е потребно на родителите. Тоа го сваќа свесното родителство. Поготово денес кога се повеќе родителите живеат према една погрешна перцепција за животот генерално, а во контекст на тоа и за самото родителствување. Значи, ние како родители мора да бидеме искрени спрема себе си, да кажеме на вистина колку сме влезени несвесно во своето живење и дека многу несвесно родителствуваме. А сето тоа се случува зошто? Заради родителската несвесност, која што е предизвикана од чудовиштето наречено родителство его, настанато од традиционалното воспитување на родителите. Значи, родителите традиционално воспитани, обучени се да мислат дека децата не смеат да бидат видени, не смеат да бидат слушнати, дека тие се на едно високо хиерархиско ниво над нив и дека родителите треба да одлучуваат за детскиот живот. А кога се доаѓа со еден таков ментален склоп, значи секое несогласување на родителот со детето или пак да кажеме непочит, оно што го смета како непочит родителот спрема своите верувања за детето, а во суштина децата само се искажуваат, тие само се изразуваат многу повеќе од колку што покажуваат непочит, затоа што децата сакаат да си го дадат својот поглед кон светот, да си го изразат својот поглед кон светот на родителите, ама родителите со тој ментален склоп кој што е направен да мисли дека се што доаѓа од детето и не е во согласно со родителскиот став, дека представува пркос и представува отпор. А се што е пркос и се што е отпор треба да се срами и треба да се казни. И така родителите влегуваат во една состојба да ги срамат своите деца и да ги казнуваат своите деца, кое што нешто допринесува кон голем број на дисфункционалности во менталното здравје на детето. И сите тие дисфункционалности после децата ги носат во својот живот, ги пренесуваат понатаму во врските со другите. И затоа свесното родителство, тоа е револуционерно, значи не е базирано во насока на создавање на совршено дете, туку е базирано врз насока да го од родителот од таа негова несвесна состојба, за да може да влезе во свесна состојба со своето дете потоа. И после тоа да можат да создават една свесност на уште повисоко ниво со своето дете. Значи, свесното родителство го носи родителот и детето во реалните очекувања, во реалниот свет, преку сегашниот момент. Значи, го покажува родителот преку детето, во суштина, затоа велиме дека детето е една рефлексија на она колку треба родител да порасне во својата зрелост и во својата продуховеност. Ако детето рече, јас не сакам да јадам, кајгана која што претходно родителот ја спремил, и при тоа родителот забележи колку брзо му се подкрева неговото родителско его и почнува да вика и да се дери по детето, ти има да ја изедеш сега, одма кајганата, затоа што јас сум ти родител, затоа што јас ти кажувам, јас сум ти авторитет, има мене да ме слушаш, јас знам најдобро. И така натаму, наместо да реши да го напушти своето его, да реши тие зли мисли кои што постојат кај него, значи да ги изваде од себе, да ги тргне настрана и да си рече, да се предаде на сегашниот момент, да влезе во свесност и да си рече, чекај малку, зошто јас имам толкава потреба да си го контролирам своето дете? Како да бидам спремен јас за детево, без да си земам премногу лично, да си ги земам премногу лично зборовите на моето дете? Во овие моменти како да го надминам тоа чувство на големство и тоа чувство на право кое што се јавува кај мене? И да се симнам на ниво на детската енергија, да се симнам на детското ниво, да можам да се порамнам со енергијата на моето дете.
за да можам да се поврзам на вистински начин со своето дете и да бидам посочувствителна личност према него. Па добро, значи, може би на моето дете, значи, не му се јаде во овој момент, голема работа, значи не е тоа ништо страшно, ако не му се јаде сега, може да му се јаде после 15 минути. Меѓутоа, токму поради тоа, родителот е тој кој што треба да влезе во поинаков пристап со своето дете, значи да влезе во еден свесен пристап со своето дете. Што подразбира тоа? Да влезе во енергијата на детето, значи да се стимне на енергијата на детето, на чистата енергија на детето, на искрената енергија на детето, наместо тој да ја носи својата хиерархиска ригидна енергија во врската со детето. Значи, кога детските изразувања, кога детските импресии не се во согласно со родителските очекувања, нереални родителски очекувања, се создава еден судир помеѓу нив, помеѓу родителот и детето, кој што пак можеме да видиме во тој момент колку, значи, ги вади родителските ранливости во таквите моменти. Значи, во тие моменти можеме да видиме колку родителот е ранлив, колку родителот е повреден. Зошто? Затоа што почнува да драматизира, почнува да го губи својот темперамент, почнува да го губи своето трпение за нешто кое што навистина не е потребно тоа да го прави. Авторката Шефали исто така ни дава пример во врска со ова. Значи, еднаш во еден случај, нејзината ќерка и рекла: мамо, значи треба јас да ми помогнеш околу одредена ликовна изведба, треба да купиш одредени материјали. И таа веднаш влегла во својот филм, во својата глава и си рекла во за себе: сега овој момент јас да можам да си ги искажам своите најдобри квалитети како мајка, и отишла во една книжара, ги купила најскапите материјали, најскапите работи, ги донесла дома, и кога сето тоа го видела нејзината ќерка, едноставно, значи без некоја возбуда, и рекла: добро мамо, ова јас не го барав од тебе, значи требаше поедноставни материјали, не требаше ова да се земи. И тогаш девојчето само го искажало своето мислење, меѓутоа нејзината мајка, значи Шефали, во тој момент премногу лично си го зела одговорот на своето дете и почнала да вика: ма што зборуваш ти мене не ме слушаш, ти со мене си играш, јас тебе не ти сум важна, и така натаму. Така да таа постапила како кој знае какова дисфункционална некој дисфункционален проблем во нивната релација да се случил, наместо кога тоа можело многу лесно да се реши, например да му рече на своето дете, да ја каже едноставно: во рете, ово е изборот кој што го направив, ако не ти се допаѓа, може да се промени. Што значи тоа? Тоа во суштина ни кажува во тој момент колку авторката Шефали влегла во своето его. Едноставно ја изгубила својата родителска хармонија, ја изгубила, се пореметила нејзината стабилна родителска енергија токму под влијание на тоа родителско его кое што успеало во тој момент да ја надвладее. Значи, свесното родителство ни кажува колку може да биде длабоко сознанието дека децата, иако се мали суштества, многу повеќе можат да ги извлечат родителските ранливости, родителските повредености, отколку возрастните. Зошто? Затоа што во суштина децата се многу почисти и тие се многу искрени, а секогаш искрената енергија, чистата енергија представува најголемиот тригер за да може да излезе родителската ранливост на површина. Особено кога станува збор за деца кои што се повеќе и повеќе се раѓаат сега со многу отворен дух, кои што се многу силни личности, кои што, значи, знаат искрено да го кажат она што го мислат, а родителското его е она кое што бара да остане неповредено кај родителот и да не биде допрено, и имајќи го предвид традиционалното воспитување, родителите
значи сакаат и бараат од децата да се грижат за тоа нивно родителско его. Меѓутоа, кога доаѓаат се повеќе и повеќе на овој свет вакви деца, кои што се слободни во својот дух, кои што се отворени во својот дух, кои што се многу силни личности, иако се мали и го кажуваат она што го мислат, тие воопшто не водат рачун дали родителското его ќе биде повредено или не. Зошто? Затоа што детето не е создадено за тоа. И што се случува? Родителите, за да си го заштитат тоа родителско его, значи тие прибегнуваат кон дисциплински мерки. И бидејќи детето сега, значи се однесува спрема родителите во насока на да му го повреди родителското его, да допре до родителското его, кое е нешто родителот не го сака, и веднаш прибегнува кон дисциплински мерки, значи го носи детето онаму каде што му е местото. Што значи тоа? Тоа значи дека родителите не му даваат на децата да можат да се искажат својата суштина, не му даваат на децата да можат да се ги изразат своите природни особености, својата природна енергија, својата чиста енергија. Зошто? Затоа што се куси со родителското его. Значи, му се забранува на децата да можат да се ги изразат своите чувства, да можат да се ги изразат своите емоции. Зошто? Затоа што тоа ќе го повреди егото на мама и тато. И кога таквите работи се случуваат, голем број на дисфункционалности се случуваат во менталното здравје на детето. Зошто? Затоа што му се потискуваат вистинските емоции, вистинските чувства, вистинскиот глас на детето. А кога се потиснати тие чувства, кога е потиснат вистинскиот глас кај детето, се раѓаат голем број на дисфункционалност. А кога ќе се ослободат тие, значи, дисфункционалности, децата кога ќе ги ослободат понатаму во врската со другите луѓе, што се случува? Се случува ослободување на уште поголема дисфункционалност, која што се прикажува преку различни форми, преку различни облици. Значи, тоа можеме да го видиме со она што пред неколку дена се случи и во Белград. Значи, кога потиснатите чувства и, како да кажеме, потиснатиот глас, кога не се излечени, едноставно тие создаваат уште поголеми дисфункционалности. Меѓутоа, родителите сметаат дека преку своето его, дека заштитувајќи си го своето его, детето не треба да си ги каже своите природни особености и го носат во стереотипноста на системот. А таа стереотипност на системот, со тој задушен глас на децата, со тие недозволени, значи детето да не може природно да се изрази онакво какво што е полн со дисфункционалности, полн е со несвесности. Значи родителот несвесно го внесува детето во уште поголема несвесност. Ја продолжува таа несвесност, додава на таа несвесност. Значи, традиционалното воспитување смета дека било каков проблем родителот да има со детето, дека детето е проблемот. И кога има проблем во врската, треба да се коригира. А бидејќи детето е проблем, детето ќе се коригира. И така доаѓале кај вторката шефали голем број на родители и велеле, еве ти го детето, ти да го средиш. Среди ја малата Сара, например, среди го малиот Стефан, јас сега заминувам. Меѓутоа, вторката шефали во тој момент била приморана веднаш да му каже, да ги праша, добро, јас да го средам вашето дете, ама вие каде мислите дека сте во оваа врска со вашето дете и каде мислите дека во овој момент треба да одите? И тие ја одговарале, па еве, јас ќе се развозам низ град, едно 30 минути, ти дури да го средиш моето дете, или некој ќе рече, јас сум сега на состанок, ќе ти се јавам по 30 минути, ако го имаш средено моето дете, јас ќе дојдам и ќе си го земам. Меѓутоа во тој момент шефали ќе му речела, не, сега ти ќе се вратиш овде во овој момент и нема да одиш никаде, состанокот овде ќе биде со тебе, а твоето дете 30 минути ќе почека во чекалната.
И што се случувало? Се случувало огромни викотници, се случувало збеснувале родителите и се заканувале родителите. Се лутеле, значи, на низиниот пристап, затоа што сметале дека пред се детето треба да се коригира. Тоа е она кој што треба да се направи промена кај него, а не кај родителот. Меѓутоа, таа му објаснувала и упорна била. И му велела, јас, свесниот пристап, кажува дека за да можам јас, твоето дете да го средам, прво треба ти да ми дозволиш да сакаш да направиш промена кај себе. Да можеме да ја освестиме твојата несвесност. За да можеш да влезеш во свесна врска со твоето дете. Значи, ова ти го зборувам, авторката Шефали му кажувала, ова јас ти го зборувам како на родител, затоа што пред се очигледно е дека родителот секогаш го држи решението на проблемот кај себе. А очигледно е и дека значи, најверојатно е дека ти го имаш и клучот за најдобар начин, на недобриот начин да се реши тој проблем. Зошто? Затоа што очигледно е дека не сакаш да си го видиш своето собствено дете за онакво какво што тоа сака ти да биде тоа видено во својата суштина. И овој пристап таму зборувала на родителите дека не е пристап кој што е заради децата, заради разгалување на децата, заради да се оди по кепот на децата, за, например, да се приоритизираат децата или пак да се намалуваат родителите. Едноставно, овој пристап е за да може родителот да ги разбере децата што е она што навистина му треба на своето дете, што е она што му треба на детето, затоа што секое дете е различно. Секое дете бара свој посебен пристап. И токму поради тоа, родителот е тој кој што треба да се симне на нивото на детето. Затоа што детето е мало, затоа што детето е безпомошно и токму поради тоа не треба да биде обратното. Значи, не постои ништо кое што може претходно да ги припреми родителите за непознатиот дух на детето кое што допрва треба да дојде кај него. Зошто? Затоа што, пак ќе речам, секое дете е различно. И родителите, ако зборуваат, значи често пати ние зборуваме и велиме јас сакам детето да биде различно од мене. Не е вистина тоа. Затоа што ние најмногу сакаме нашите деца да бидат исти како нас или слични на нас. Може би некој повисоко ниво на верзија од нас. Но доколку родителот особено види дека детето е сосема различно, не дај Боже да ги содржи неперфектните делови на родителот, токму заради тоа што родителот не си ги прифатил своите неперфектни делови, несовршени делови, тој нема да биде ни во состава да може да си го прифати своето дете. И Шефали имала повеќе искуства со деца, значи по основ на овој проблем, така имало еден случај кој што повеќе години го водела со едно дете кое што не било воопшто добро на училиште, значи не можело, цело време се чувствувало неприлагодено, неадекватно, се чувствувало како губитник, токму заради тоа што самото дете не можело да си ги види своите ограничености, а сето тоа се случило заради постојаните наметнувања од страна на неговите родители кои што му давале некои лажни илузии дека тоа треба да биде значи перфектно дете, дека сите петки треба да ги има по сите предмети. Меѓутоа ова нешто се случило пред се и оваа илузија значи била пред се заради проблемот кој што и самиот родител го имал, не можејќи да си ги прифати и тој своите ограничености, затоа што и во својот живот, значи тој како ученик бил многу слаб ученик, меѓутоа сега
значи, ги проектирал своите нереални очекувања врз своето дете, не земајќи во предвид дека и неговото дете е слично како него, значи ограничено во своите способности. Значи, авторката Шефали, токму поради тоа, значи, им кажува на родителите, вашите деца, значи, не барајте да бидат најдобри на секое поле, затоа што тоа не е можно. Секое дете си има своји карактеристики, си има своји ограничувања. Меѓутоа, секое дете е најдобрата верзија во себе. Родителите ја изборувале како тогаш јас како родител ќе можам да го туркам своето дете постојано да биде најдобрата верзија од себе. Таа им одговарала, вашето дете е најдобрата верзија од себе во овој момент. Само ти како родител не можеш да си го видиш тоа нешто. Кое е дете намерно, значи ќе се нема да сака да биде најдобрата верзија од себе. Здраво дете, кога зборуваме за здраво дете. Значи во секој сегашен момент децата се најдобри. Ама тие се само деца и тие стануваат во текот на растењето и растењето уште подобра верзија од себе си. Значи исто така и со родителите. Секој родител е најдобра верзија од себе си во секој сегашен момент. Ние можеме, например, да гледаме слики или видео од нас кои што се случиле пред повеќе години. И можеме да речеме, сега јас ова да знаев, можев многу подобро да го кажам отколку тогаш. Ама не си можела да го кажеш подобро, затоа што тогаш ти си била најдобрата верзија од себе. Затоа што животот пред се представува постојано растење. Не си била ти истата како што си сега. Си пораснала во смисла на животни искуства, на нови животни искуства, во смисла на нови моменти, нови знаења и така натаму. Значи, затоа велиме дека секој сегашен момент представува најдобрата верзија од себе. И треба тоа да го прифатиме. Значи, не да влегуваме во минатото, да правиме споредувања и не да одиме во идни нереални фантазии. Туку едноставно да имаме една длабока почит и да се водиме со почит спрема сегашниот момент, кој што не води на вистина кон вистинскиот стандард за тоа, за најдобрата верзија од себе во улога на родители и за најдобрата верзија од себе за нашите деца. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден. Се гледаме.